Драги ученици, добро дојдовте во денешнава училница на час по природни науки за второ одделение. Јас сум наставник Марија Богатиновска од училиштето Никола Карев од Провиштип. Денеска ќе учиме за одражување на формите. Минатите часови ги посветивме за изучување на својствата на материјалите. Сфативме дека материјалите можат да имаат различни својства. Некои материјали се еластични, се виткаат, тегнат, гмечат. Некои пак се крути, не се виткаат, не се тегнат, не се гмечат, туку може да се кршат. Да видиме кои материјали или предмети ќе ги ставиме во првата група и ќе кажеме дека се еластични. Еве ги гумените ластичиња, што девојчињата најмногу ги користат за врзување на своите плетенки или репчиња. Еве го шалчето, тестото, сунгерот, пластелинот. Сите овие можеме да ги виткаме, тегнеме, гмечеме како сакаме и повторно да ги вратиме во првобитната форма, како што биле на почетокот. Ајде да ги видиме овие од другата група, што се крути, не се виткаат, не се тегнат, не се гмечат, туку се кршаат некои. Еве, пехарот, например, малку потешко можеме да го скршиме затоа што тој е направен од метал, кој што е цврст материјал и не се крши. Меѓутоа, кредата, ако ни падне на земја, таа веднаш се крши на два или повеќе делови. Моливот, под дејство на сила, значи ако употребиме сила, ќе пукне и никогаш повеќе нема да може да биде како што бил првобитно. Евеа и дрвената масичка. Ниту се тегне, ниту се влече, ниту се гмече. Ако удриме силно, ако примениме сила, може само да ја скршиме масичката. Еве ја и керамичката шолја и стаклената шолја. Значи, да заклучиме. Првите, под дејство на сила, тоест виткање, гмечење и тегнење, може да ги менуваат формите и да ги враќаат пак, да се враќаат пак како на почетокот. А втората група не можат никогаш да ги сменат формите и пак да се вратат во првобитната положба, затоа што тие не се еластични, туку се крути. Сега ќе добиеш една задача за која што јас ќе ти оставам 10 минути. Во својата тетрадка ќе ја нацрташ оваа табела со 5 колони. Предмет или материјал имаме тесто, молив, сунгер, шолја, хартија, пехар. Овде се својствата што треба да ги наведете. Доколку нештото се витка, пишуваме да. Доколку не се витка, пишуваме не. Така во секое поле ќе одговорите со да или не. Се витка, тегне, гмечи, се крши. Сега да видиме за тестото како пример, па натаму сами ќе одредите и ќе направиме проверка. Тестото се витка, да, секако се витка. Дали можеме да го тегнеме? Можеме од него да направиме и банички, и кифлички, и лепче. Дали се гмечи? Па нормално, за да го измесиме, треба многу гмечење. Дали се крши? Не се крши затоа што е еластично. Ве оставам 10 минути, завршете оваа задача, па ќе направиме проверка. Ако вашите одговори се совпаѓаат со овие, значи вие сте одлично совладале темата за својства на материјалите. Да направиме проверка. Кај тестото кажавме дека се витка, тегне и гмечи, но не се крши. Кај моливот е обратна состојбата. Значи не се витка, не се тегне, не се гмечи, но се крши. Сунгерот можеме да го виткаме, но не можеме да го тегнеме. Тој ќе се скине, ако премногу го тегнеме. Дали се гмечи? Да. Дали се крши? Секако дека не. Шолјата, исто како и моливот. Не е еластична, не се тегне, не се витка, не се гмечи, но може да се скрши. Хартијата се витка, не се тегне, се гмечи и не се крши. И забележуваме дека кај пехарот секаде имаме не, затоа што рековме дека
Тој е направен од цврст материјал кој што не ја менува својата форма. Некои материјали може само привремено да ја менуваат својата форма. Ајде да го видиме случајот со балонот. Што се случува овде? Балонот беше мал, па го наполнивме со воздух, го надувавме и го издишавме. Што забележуваме? Дека тој пак се врати во првобитната форма. Иста е ситуацијата и со сунгерот. Го гмечеме и тој пак се враќа како што бил на почетокот. Ластичињата можеме да ги прилагодуваме затоа што се еластични, дури може и да ги сплетеме и да ги расплетеме и пак да ја имаат првобитната форма. Балонот под дејство на сила, што ние всушност силата во овој случај е дување, се полни со воздух и ја менува својата форма. Можеме да го заврзаме и така балонот да остане надуван, но тоа е само привремено. Кога ќе го испуштиме воздухот, тој пак се враќа во првобитната форма. Сунгерот лесно го менува својот облик и го враќа, исто така лесно, а ластичињата можеме да ги виткаме, плетеме и кога ќе ги расплетеме, пак ќе го имаат истиот облик. Сега, некои материјали, откако ќе ја сменат својата форма, никогаш не може да бидат како претходно. Овде, значи, имаме пукање на балон. Овде, што имаме? Дување на воздушни меурчиња, кршење на молив, кршење на стакло, печење на кифли. Балонот, кога ќе пукне, тој веќе никогаш нема да ја има првобитната форма. Исто е и со меурчињата од сапуница. Тие се само привремени меури кои пукаат. Тие се меури затоа што се полни со воздух. Кога тој воздух ќе го испуштиме од балонот или ќе го пукнеме во овој случај, балонот никогаш повеќе не може пак да се дува. Моливот и стаклото, откако ќе се скршат, никогаш повеќе не можат да бидат како претходно. Колку и да ги лепиме, сепак ќе се познава дека тоа некогаш било скршено. Тестото можеше да ја менува формата, но се додека не се испече. Откако ќе се испече тестото, тоа останува со постојана форма. Значи, веќе не можеме да го моделираме. Затоа можеме да кажеме дека кај материјалите настануваат повратни промени и неповратни промени. Повратни промени се дувањето и издишувањето на балонот, гмечењето на сунгерот, стасувањето на тестото, а неповратни се кога балонот пукне, кога кифлите се испечат и кога хартијата ќе изгори. Дали изгорената хартија може некогаш да се врати пак да биде хартија? Никогаш. Значи, тоа е неповратна промена. Понекогаш е неопходно да ги одржуваме формите за тие да останат трајни. Сега ќе ви покажам пример со глина која е мека и лесно ја менува својата форма и е одличен материјал за изработка на садот. За да направените садови ја задржат формата, глината треба да се испече. Значи, глината може да ја менува својата форма се додека не се испече. Откако ќе ја испечеме, таа веќе не се менува. Ако единствено, ако не примениме сила, да ја скршиме. Откако ќе се испече глината, добиваме веќе сад кој што се лакира, декорира и секојдневно може да се употребува. Ова е, значи, трајна промена. Еве и пример со дрво. Вие знаете дека од дрво се прават многу предмети што секојдневно ги користиме. Дрвото се сече, се носи во дрводелска работилница, се обработува, потоа се оформува, се лакира и тогаш неговата форма останува трајна. Дрвена масичка со трајна форма. Но ако дрвото изгори, тоа станува пепел и никогаш повеќе нема да биде дрво. Овде значи настанала неповратна промена. Ајде да размислиме и да опишеме какви промени настануваат според дадените слики. Овде
имаме волна истрижена од овца. Таа волна се пере, се чешла, расчешлува, се ткае, преде и потоа се обојува и од неа се добива волница за плетење на джемпери, шалчиња, капи, ракавички и слично. Еве го патот на добивање на волница. Што мислите? Добиената волница, дали има повратна или неповратна промена? Дали може оваа волница пак да биде ваква како на почетокот? Секако дека не. Значи волната треба да се преработи, да ја смени својата форма, за да стане волница или конец, и тоа е неповратна промена. Од добиената волница се плетат джемпери, шалови, капи. Тие се еластични и прилагодливи на нашето тело и имаат повратни форми. Можеме да ги виткаме, тегнеме, вртиме, но на крајот пак се враќаат на својата првобитна форма. Вие знаете дека блузата ја носиме, со неа правиме различни движења и таа не го попречува нашето движење. Дури ги переме, ги виткаме, ги сушиме и пак на крајот блузата си ја има формата како кога сме ја купиле. Сега ќе ги разгледаме овие ситуации и ќе дадеме објаснување за секоја. На првата слика или видео имаме горење на свеќа од восок. На втората имаме кршење на ламба, сечење на сунгер, сечење на хартија и топење на чоколадо. Овде имаме едни спирали еластични, што можеме да ги виткаме, да ставаме хартија во нив, да вадиме хартија од нив и тие пак си се враќаат во првобитната форма. Како ќе ги објасниме овие промени? Како повратни или како неповратни? Ајде да размислиме. Кога свеќата ќе изгори, таа веќе има неповратна промена. Знаеме дека свеќата е голема на почеток и како гори, восокот се топи и како да исчезнува. Значи тоа е неповратна промена. За разлика од восокот, чоколадото можеме да го стопиме и кога ќе се излади, тоа пак од течно ќе стане цврсто. Еве гледате овде, чоколадото под дејство на топлина, значи топење, ја промени својата форма, од цврсто стана течно. Можеме да го ставиме во некоја модла или корпичка, за да остане во некоја друга форма. Откако ќе се излади, чоколадото ќе ја прифати таа форма од моделот во кој што сме го ставиле. Горењето, кршењето, сечењето, печењето предизвикуваат неповратни промени кај предметите. Еве оваа ламба веќе никогаш нема да биде како што била. Овој исечен сунгер, исто така, или исечена хартија, не може да го вратиме како што било на почетокот. Топењето кај некои материјали прави повратни, а кај некои неповратни промени. Еве, кај свеќата прави неповратна промена, а кај чоколадото прави повратна промена. Материјалите кои што се еластични обично имаат повратни промени, еве како оваа спирала, например, што може лесно да се менува. И сега е време за проверка. Нема да имате друга домашна задача, освен да го скенирате овој код, за да откривате поими од оваа лекција, а потоа ќе го скенирате и овој код, за да ви се отвори квиз за проверка колку сте научиле. Тоа се прави со телефон, значи се скенира кодот и се пристапува до линкот. Доколку сакате ова да го проследите на компјутер, ќе побарате помош од некој возрасен што ќе ви ги напише овие букви, овој линк во Google и ќе ви се отвори, еве сега ќе ви покажам, ќе ви се отвори пронаоѓање на скриени зборови. Еве ги зборовите: влечење, гмечење, печење, топење, горење, тегнење, виткање. Еве, јас веднаш видов еден збор
виткање, го најдов и тој ми е веќе зелен. Еве го изборот влечење. И сега од мене толку, нема веќе да ви кажувам. А ако го отворите овој линк, или ако го скенирате овој код, ќе ви се отвори квиз. Во него има 15 прашања. Испеченото тесто е повратна реакција. Дали ова е точно или е неточно? Испеченото тесто е повратна реакција. Секако дека е неточно. И штом ни се обој во зелено полето, точно сме го одговориле прашањето. Ве оставам добро да повторите што имате научено од овој час и се надевам дека уживавте во стекнување на нови знаења. Довидување и благодарам за вниманието.